Добро утро, другари, здраво! Денеска планирам да продолжиме од претходното видео, да ви покажам, пошто повеќе пријатели, односно муштери на тато, ми пишаа дека сакале да слушнат уствари. На претходното видео ставив како фон музика, додека развлечував тесто и да не зборувам, да не се трудам литературно македонски. Значи, денеска реши да ви покажам како се развлечува процесот на тесто од почеток до крај. Ќе ви покажам како иде целиот тај процес и како увертира на оваа емисија сакам да ви кажам дека постојат неколку вида на правење на тестото. Веќе ми е изведено ово што треба да го работам. Значи има повеќе видови на правење на тесто, односно на замеси. Најдобриот е тој со стартери. Значи најчесто се користат, има 4 вида на стартери, но најчесто се користат полиш и бига. Но во вакви временски услови како сега што се летни и жешки, може да се користат зависно од потребите. Значи може да се користи и индиректен замес и директен замес. Што значи индиректен замес? Индиректен замес е истата таа процедура што ви ја кажував во претходната емисија. Значи истите нормативи. 20 грама на кило оди сол, 1 грам на кило оди сух квасец и 17% хидратација на дадената количина. Индиректниот замес, значи го замесете претходниот ден. И процедурата е иста. Стасува се размесува 3 пати, значи на секој 15 минути. Размесеш го прво за да го извадиме добро глутенот. Размесеш го прво тестото, не го малтретираш како некој што прави леп. Оставиш го 15 минути да одморе. После пак втор пат го размешуваш, го вадиш, го ојачуваш глутенот, го оставаш, пак го оставаш 15 минути да одмори тестото и третиот пат гледаш да го ојачаш глутено во најдобра состојба и на крај го оставаш, после третото размесување, го оставаш тестото да стаси 1 сат, односно да тргне, да го поттикнеш и го ставаш во фриждер на 24 сата стасување. Значи тоа се вика спора ферментација. Додека директниот замес е во тековниот работен ден, значи го размесуваш тестото истиот ден кога треба и да го работиш. Например, сабелечки го правиш, го размесуваш 3 пати, го оставаш да стаси од кога ќе стаса, го растопчуваш и потоа секако работиш со него. А италијаните имат една реченица: ако не ти стаса тестото на надвор, ќе ти стаса во стомакот. Значи, ние сакаме, или јас ви покажам како најздраво може да го примаш тестото, за да немаш тегоби после јадењето, да не ти е тешко. Едноставно да си имаш мирен тек или на работа или на одмор. Ако веќе работиш професионално, труди се да го зачуваш автентичен, уствари секојаш вкус исти да ти биде. Не може денеска да биде ваков или онаков. Сега секако у промена на температурите, претходната емисија ви кажував дека може да варира квалитетот на тестото, ако малку престаса, ако прерано го извадам, некои нестрпливи муштери и сакам за одма за 15-20 минути, недоволно одстоена собна температура. Значи може да варира малку, ама сепак да се држаме кон тоа 99% да го продаваме, односно да го даваме истој квалитет. И сега, да не се задржувам на таа тема повише, јас секој пат сакам некоја интригантна тема да кажам, не знам, уште сум на почеток, имав идеја и да се закачам у периодот на короната, закачи се да гледам и да истражувам уфологија, Балкан Уфо секој ден, па на Несторович се закачи, кабалата почнам да ја истражувам, па од таму до Анунаки,
и нема веза. Во некои наредните емисии ќе ви раскажам нешто, некоја интригантна тема и од таа област. А денеска се одлучи уште една мотивирачка приказна да ви кажам од Кенан Црнкич. Значи процесот на размесување е од средината на тестото го туркаш воздухот кон краиштата. После ќе го обрнеш и од другата страна. Ќе го туркаш воздухот кон краиштата. Ако ти е малку појако тестото, од сите 4 страни. Значи ќе гледаш да формираш една убава округла форма на тестото. Сега ја осеќам дека оваа страна ми е долната страна. Секој пат на крајот ќе го обрнам да ми биде лицето одозгоре. Значи едната е по-груба, едната е по-мазна страна. И има сега и неколку вида на различување на тестото. Едната е сега со вакво тесто, ја со 3 потеза ома да го ставам на раците ќе го раздлъжам. Ама има, ставаш рачето, ставаш го рачето, фанеш од оздоле без да го убиеш, ќе гледаш нежно и само разлечеш и флоп. Па вака, па флоп. И друг начин, кој веќе достигнеш, значи ако е појако тестото, ако ја достигнеш саканата форма, префрлеш го на раката, малку го издолжиш вака и постираш го. Ако случајно така како на мене сега, отвори ти се некој дупче, само го стиснеш, преклопеш и тоа не е ништо страшно. Значи сега она скоро формата, ја покушам да ја разлечам секогаш пицата во скоро 90% до поскуваната форма, колку што ми е лопатката. За да не ги мотретирам крајштата, па да го имам тај рап на наполитана пица, што ми на мене многу битно. Денеска ќе ви направам класична наполитана маргарита пица. Значи ставаме пелат и сега ја рајчиците ги малку повише миксам, тоа што забележи дека обично од тие италијански мајстори што имам учено, они на раци го стискат патлиџано, односно рајчицата, и да остане малку и едри делови, но ние тука кај нас не сме навикнати баш на тај стил и затоа малку повеќе го измиксам пелато. Сега ќе имаме на оваа страна дехидрирана моцарела, на оваа страна свежа моцарела. Значи дехидрираната моцарела на крупни коцки ќе исечам сега. Тука имаме свеж босилок од нашата, како да наречам, бавча у саксии. Значи прво ставаме дехидрирана моцарела. Значи творците на оваа пица, италијаните, значи практикуваат да не ја трупат пицата како ние што сакаме, со малку повише материјал и тоа да изгледа вкусно, за да се познаваат сите вкусови на црвената боја, на моцарелата и секој босилок, кој тоа го прави нивното знаме. Босилок го некој стават пред да го печат. И јас првото школо што го зема од тај мајстор, ќе ви го откријам и кој е. Он го става босилко отпосле, значи да му дае прекрасен мирис и јас се слагам со него, заради тоа што пицата е веќе врела на 450 степени. Босилко е само да го ставиш да ти пуште арома. Заедно и секако да го добиеме италијанското знаме. Со акъл се го правиле они тоа. Значи маслинов зетин ставиме, зимам ја само да измерам, не ми е доволно стаса на печката, али нема веза.
брашненци, односно семолина одоздоле, па малку ќе ми се лизнеш. Ќе ми се собереш. Идеме one shot и пуштаме. Значи веќе во рутински го правам порано, пошто е многу водесто. Тестото ми беше многу страда, не ми се залепе на лопатката. Ама има се финта и за тоа. Јас ја формирам за да ми испадне пак круг. Затоа некој пат и ситно ја сецкам. Сега. Веќе некаде при крај, односно на крај, ќе ја ставам и свежата моцарела. Исто така ќе исецкам на едри коцкички, односно листови. И додека се пече пицата проверувам. Бил си некој бизнисмен и улезел в голема криза. Мъчил се 2-3 пати процесу само да се види. Значи веќе се подигна на 350 степени, 60 колко беше. Немал више дека да оде, не знае како да каже у фамилията, под хипотека му фирма, под хипотека му имање, се. И викал се направи. Не знам што да направам, више готово пропадна. Изгуби се што сам го вредно правил. Седнува во еден парк да опуште мисли, едноставно да размисле и на невозможен чекор. И седејќи размислувајќи така, помине некој старец. Значи некој старец и видел го дека нешто размислува и седне до него и го праша: "Шо бе синко, шо те мача тебе? Шо размислуваш толку?" И вај, у таа дадена ситуација како што бил, решил и да му раскаже уствари. Кажал му ги сите обиди и маки за да успее, но ама не ми иде баш. Готов сам, ќе пропаднам. И да не длъжам приказката, кукално, Иван ми викал: "Не се секири, ја ќе ти подпомогнам сега, ќе ти пишем еден чек, ама да ми обекаш нешто, да се најдеме другата година на истата ваа клупа, у истиот парк, за да ми кажеш дали си успејал или не." И подпише му вај чек, вај зачуден. Види на чекот кога го отвори, пишувало Рокфелер. Значи примерот кој е фантастичен и на 350 степени. Шо значи добро тесто? Тоа значи добро тесто. Значи може само што сега печеме 2 минути, не памтам, забравиме да видиме на саато колку минути е. И да ги наредиме сега. Во силоко. Колку е во вкусно, немате појма. Така. Шо практикувам наполитани? Покрај тоа што ќе ставиме сега одозгоре па малку маслинов зејтин за екстра вкус, ќе ставиме и на страните. И некој ставам солче, ама сега ќе ги ставам и пармезанчи. И одозгоре секако малку. Значи, пошто оваа сега свежа моцарела извади од вода, самата топлина на пицата ќе донесе до онаа перфектна состојба. Посебно кога ставам у кутија, додека однесете до дома, она е веќе растопена. И јадете прекрасен примерок со прекрасни состојки. Сега вака практикувам, пошто моцарелата не е солена, малку едра сол. Тук, там, кај белата и свежата моцарела.
И тоа е тоа, другари. Значи, стварно да ти не иде вода на устата. Да ја довршам приказката. Тргне господинот да си со чекот во новчаник и викал си, леле, супер, сега барем имам некаква си подкрепа, ќе тргнам стварно, ќе почнам, ќе дадам 110%. И ќе почнам да работам. И за месец-два фирмата почна да му работи, почна да ги полека дуговите исплаќа, полека почна да излава од дупка. За 5-6 месеца веќе бил изравнет со сите дужници, на сите што бил должен. И година време поминало, дојдело време, он веќе у позитивна нула и веќе работе турбо, спасе го целото имање, фирмата му окей, радосен, викал колку добро успеја, а не го раситна чеков. Да отидам да му го вратам, доваѓа време да се видам со стареца. И ко видел на чеков пишувало $1,000,000 и подписо доле стојал на Рокфелер. Пишано Рокфелер. Целиот тај период натаму успее да се изваде од калта, дури да тргне у нагорна линија неговата работа. Дојде време да се сретнат, отиде на истата клупа, у истиот парк, седне, чека го старецот го нема. 15 минути, вика, ајде, може касне, културно да касне човек 15 минути. После пола саат мине, старецот пак го нема. Почна да му се вртат мисли, шо е можно да му се десело, човекот е стар. И у моментот кој највеќе не се, кој веќе изгубил надеж дека ќе се појаве, завртел се на левата страна по патот, у некоја далечина гледа го старецот иде на кај него. И веќе среќен, пун со емоции, има многу нешто што да му каже. Старецот веќе се приближува, таман да подстане, да го прифане, да се поздраве од срце, рака да му пруже. И медицинска сестра му се извинила, извините да не ви сметаше. Вика господинот, вика не, па јас чекам, вика баш да се сретнах со него. Не, вика, извинете, он ли, вика, пациент на нашата установа, психијатриска. И чат пат, вика, така знае, вика, да седне до некои луѓе да разговара и да се представува како разни познати личности. И заврте се медицинската сестра, подарка го однесе старецот. Таа установа ги носила валјда сите тие пациенти на дневна прошетка во тој парк. Ја па почнам да зборам, нели, тоа нема вест. И шо е поентата на сето ово? Значи, некогаш е многу битно некој само да има доверба во вас. Значи, некој близок, некој пријател. Значи, у некој момент е доволно некој да верува у вас и вие сами ќе се изборите со сите препреки у животот. Многу е лошо кога немаш вистински пријатели, кога гледат ти само се ир дали ќе успееш, нели? И само ако се пожалиш, тугај се они среќни или дали ќе го покажа тоа или не. Значи, некогаш е битно да имаш пријател да ти каже не се секири, братче, тука сам ја, и да паднеш и тука сам ја, ќе ти помогнам. На било кој начин што можам ќе ти помогнам. Ако имате такви пријатели, скапо да си ги чувате. Поскапо и од парите, од вистинското богатство е тај пријател, таков што го имаш. Оти тоа е силата, ние се можеме сам. Многу е битно само ќе бидеш ли разбран од околината во која се наоѓаш. Тоа се твоите најблиски дома, другари, пријатели. И ако те поддржуват, секој пат кога ќе те бодрат у некоја замисла што имаш, тие ти се вистински. Оние што гледат да ти го разматат мозокот, пази да не
во да не направиш, пази тука може да паднеш, не тие не ти се пријатели. Оти само со позитивна мисла можеш се да направиш и да се качиш на највисокиот невозможен врв. Толку е да не должам нешто од жештина, изморен сам многу и не можам да зборам убаво. Вие 2 викенда ќе биде, мислам, вај викенд, вие 2 дена ќе биде екстремно жешко до 40 степени, па сам мислил се дали шо да си направам јадењето, сакам да готвам и ви викам нема шансе, ќе јадам пица и пастрамалија, тоа ме е најбрзо. Ќе си направам тука за 5-10 минути, како сега шо видите, една пица, една пастрамалија, ќе јадам и ја и жена ми, помалку од сеем, ќе ни биде вкусно. И тоа е тоа. Препорачувам ви и на вас, ако се ние мачеме, барем вие уживајте. Тоа е тоа. Тато ве сака сите многу, бидете позитивни, поентата на вие емисија, вај канал, шо уште не ги правам со некој план, ами сакам да бидат такви природни. Да ве поттикнам на малку емпатија, на малку соживот, да се врнеме на тоа што сме, тркајќи се кој каде бил на одмор, кој каква кола купила, сите заработуваме плата. Тоа не е вистинскиот правец на живот. Вистинскиот правец е, пред малку што ви кажа, да се ги почитуваме другарите, да се врнеме, ако веќе сме изгубени во некоја трка за лудачка, за престиж, за пари, врнете се на вистинското, сакате сами го себе, ширите позитивна енергија, тоа е тоа. Имајте убав ден, гледаме се, ќе гледам среда и сабота да издаваме по некој интересно видео од тато и со тоа да ве запознавам со целата работа на нашата фирма. Чао, чао!